Со цел да се овозможи на љубителите на пишаниот збор да ги набават омилените наслови, денеска и во наредните 3 дена во просториите на јавната општинска установа Библиотека Искра е отворен мини саемот на книга. На саемот посетителите ќе имаат можност да се ги купат омилените книги од две издавачки куќи, Полица и Култура. Директорот Коце Стоименов изјави дека библиотеката планира во наредните месеци да организира уште вакви мини саеми со цел да им се овозможи на повеќе издавачки куќи да ги представат своите дела. Започнавме со мини саемот, на кој се две издавачки куќи, Култура и Полица. Саемот ќе трае 3 дена, значи од денеска до петок, значи тоа е од 1 до 3. Се одлучивме сепак да направиме напори за да може да донесеме одредени издавачки куќи, значи нивните изданија да ги ставиме на располагање на нашите сограѓани. Сите мерки настојуваме да бидат запазени, оние мерки што се препорачени од владата за заштита и превенција од COVID-19. Нашите планови размислување не се само овие две издавачки куќи да бидат со своји дела представени во Кочани, размислуваме некаде едната година и други издавачки куќи со помал број, значи некаде месечно би правеле мини саеми. Сепак се надеваме дека пандемијата ќе замине што побрзо и да се вратиме на оној наш стандарден саем на книгата. Значи со многу издавачки куќи, со многу книги, со джагор на дечињата, постојано движење низ нашите простори, подолг временски период, ама сепак за тоа ќе причекаме. За кочанчани издавачката куќа Полица нуди повеќе видови наслови за сите генерации. Па истите што ги нудиме за низ цела Македонија. Значи имаме македонски автори, доста признаени од типот Горан Стефановски, Ана Стојановска, Емилија Златкова, кој Горан Стефановски знаеме, нели, што пишувал. Емилија Златкова е позната по криминални романи, доста е популарна. Детето во снегот е, например, за аутизмот, вистински приказни на аутистични деца, која ги има преточено во приказни. Потоа класици претежно нудиме, познати. Класици, наградувани книги, музички изданија имаме од Pink Floyd, Queen. Саемот на книгата денеска го посети градоначалникот Липчо Папазов, кој изјави дека општина Кочани ќе продолжи да дава поддршка за организирање на вакви културни настани. Денес имав можност да го посетам саемот на книгата организиран од Матичната библиотека во Кочани Искра во услови на пандемија и во ограничени капацитети за организација. Сепак се прави еден напор да се развива културата на читање, да се мотивираат најмладите кои се денес во посета на овој саем, на кој учествуваат две издавачки куќи, и сметам дека е ова убав потек, убав момент и момент за поздравување, и очекувам дека кога ќе одмини овие услови на пандемија и ограничени можности, дека ќе имаме можност да ги видиме повеќе издавачки куќи, да видиме повеќе посетители и пишаниот збор да биде проширен кај најмладите генерации, кај сите граѓани на општина Кочани. Саемот на книга ќе биде отворен до петок, 3 декември, а ќе работи од 9 до 18 часот. При негова посета потребно е да се почитуваат протоколите и мерките за заштита од COVID-19.